Приказни за мориовците, чита Александар Станојков. Мориовците патувале некојаш по некој пат в поле и на патот нашле една кола искршена, та застанале да и се пулат и да и се чудат. Му рекол едниот на друзите: "Та море, луѓе бре, та што ќе да било воа? Та кој знае воа што ќе да е? Та море балевци бре, та викнете го и трома на пеја, он да каже." Појдоа и го викнаа и трома на пеја, и тој од кога ја изгледал арно искршената кола му рекол: "Та море балевци, та не знаете ли воа што ќе да биде? Та воа било нешто, та одило, та го стрело нешто и го изело, та салтере бренцата му оставило. Ете, разбрате ли, ајде сега одете си", му рекол и троман пејо. Другаш беа нашле една дупка мориовците кај што палеле оган за да печат коноп некој и беа наседнале околу наоколу до дупката, да беа си спружиле нозете за да се истоплат, чунки било времето студено. Откако му се стоплиле и спреплеткале едно во друго и не можеле да си разделат кој чии се. За късмет, ете го еден поп со стапчето в раце кај ќе поминит покрај нив. Свикале по него за да му и одделит. Дошол попот и исповртал со патеричката, тако ga и врснал преку нозе, секој своите си и собрал и му и оддели. Другаш беа пошле на една висока планина, та од кај што беа застанале, пред нив беше лежала една дебела, гъста магла и беа ја сториле бубаќ, темек памбук, та беа се зговориле да рипаат на меко и беа се наврлиле сите во маглата и беа се истепале. Еднаш беа нашле една лубеница и беа ја сториле од камила јајце, та беа седнале со ред да го квачат камилското јајце. Местото беше било наудолно и беше се отркалила лубеницата. Се загнале по неа за да ја ватат и кај што беше се откршила, беше имало еден зајак и беше рипнал да бега. Со радост дале викот и се излупи камилче и се пуштија да го ваќаат зајакот. Ошле мориовците некојаш во Солун и беа се прибрале покрај море, кога виделе риби полно морето. Беа седнале да сркаат риби на чорба. Сркајќум си велеле: "Бре балевци, сркајте, ама и за вечер оставајте." Неколци на мориовци нашле еднаш еден саат и беа се чуделе што е. Кога го извадоа и го изслушаа арно, го нарекоа за ѓаолско око. На ден 40 мученици, еден човек си приготвил конјот за да ојде на пат, го навртел до обинекташот за давјавните, се прекрстил и рекол: Боже, поможи и вие денешни 40 мученици да ми поможете." И клал нога на узендијата, се усилил што да можит и се превалил преку коњи, паднал отаде на земи. Се отепав да видел Господ мори жено", му рекол на жената си, чунки таа стојала за да го испратит. "Ќе се отепаш, домаќине, зар малку ти беше Господ што го викна на помош, па и викне и 40 мученици денешни да ти помагаат. Носена бидејќи те преврлјат дори преку коњи." Еден селанец си служил 40 мученици и беше тоарил еден тоар вино и си идел со другарите в село. Дошле на една бара за да ја прегазат, сите ја прегазиле, човекот со тоарот, вино бидејќи било, конјот му бил слабичок, паднал во барата и се закопал во калта. Викал по конјо, мал, неќел да станите. "Бре, аман, вие 40 мученици, помагајте да го крениме белчета." Па белче не станувал. Викнало другарите за да му поможат и го ватија белчета едни за глава, друзи за опашка и свикаа по дрбата Свети Никола: "Ај поможи ни ти, стар Свети Никола, за белче." И станал конјо. Море братко, ти не помолуваш стар Свети Никола за да ти поможит, ами ми мелиш 40 мученици, 40 прапорци што не можат да ти поможат, му рекле другарите.